Одбележени 70 години од смртта на Мирка Гинова, борец за правата на македонците од времето на Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. Таа, заедно со илјадници македонски и грчки патриоти, се борела против фашистичките окупатори на Грција, а подоцна и против силите на реакцијата и монархофашизмот. За своите заслуги, таа посмртно е прогласена за народен херој на Македонија. Мирка Гинова била храбар борец, за цело време била во партизанските одреди и како политички работник и како со пушка во рака се борела за ослободувањето на македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија. 1943 година се приклучува и во партизанските одреди на македонците од Вардарскиот дел на Македонија. Во 1945 година Гинова се приклучила на тајната ослободителна македонска организација и при избувнувањето на граѓанската војна во Грција учествувала во вооружените групи на Народно-ослободителниот фронт. За тие 16 дена додека била во притвор во грчките затвори, била мачена сурово, најмачена што може да се замисли за еден човек што може да поднеси болови слично. И да кажам и тоа дека прва жена како политичар е стрелана во 1946 година. Значи, не памти историјата на грчкиот народ дека жена политичар била стрелана во грчката држава. На денешното одбележување во Битола присуствуваа граѓани почитувачи на делото на Мирка Гинова, како и представници од Сојузот на борци и политички партии. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, вклучително и општинската организација на СДСМ Битола, со длабока почит ги чествува ваквите денови како денешниот. Денес е 70 години од смртта на нашата хероина Мирка Гинова. Жената која што живееше само 30 години и својот живот го даде за оваа држава во која што денес ние живееме. Ваквите млади животи се завет за кој што не смееме да заборавиме. Нашите дела и ваквите настани кои што треба да ги почитуваме се најмалку што може да направиме за нивна почит. На 25 јули 1946 година Мирка Гинова била осудена од страна на воениот суд на смрт со стрелање, а незината екзекуција била извршена 2 дена подоцна.